Почитувани, поминаа 2 дена, но СЈО, исто како Заев, молчат за скандалот со превозот на ученици во Струмица. Нема одговор зошто Струмица и струмичани плаќаат по скоро 2 пати поголема цена за превоз од една Битола, која е поголема општина, и зошто СЈО молчи за Струмица. Исто така нема одговор и на тоа дека за истата дестинација со иста километража општина Струмица исплаќа 103 денари по ученик на Струмица експрес, а 20% повеќе на фирмата Тритарол, односно 126 денари. Нели е ова фаворизирање на една фирма во однос на сите други? Но скандалот не запира тука. Релации со приближно иста должина општина Струмица ги преплаќа во однос на една Битола. Еве примери. Погледнете го ова. За релацијата Струмица-Чанаклија, Гечерлија, Сарај, Просениково, што е во должина приближно од 24 километри. Општина Струмица плаќа дури 160 денари по ученик, а за исто толку долга релација од Битола до Иванчевци, општина Битола плаќа само 49 денари, или 3,5 пати помалку од општина Струмица и Зоран Заев. За релацијата Бориево, Моноспитово, Робово, Дабеле, Струмица, што е во должина од 16 километри, општина Струмица плаќа на фирмата Тритарол 118 денари, додека општина Битола за исто толкова раздалеченост на местата Битола Беранци плаќа 53 денари, или 2 пати помалку од една Струмица. За релацијата Струмица Рич, Попчево, Раборци, Струмица, што некаде околу 37 километри, општина Струмица на Тритарол и плаќа по 126 денари по ученик, а општина Битола за релација со иста должина Битола Ресен плаќа само 106 денари. Е ова, господа, се вика грабеж. Отворено и јавно прашуваме, како е можно нешто што општина Битола го плаќала по една цена, истото општина Струмица да го плаќа двојно, тројно повисоко? Зошто Талевски е мета на политички отстрел на СДСМ, а за Заев не важат законите? Каде завршуваат овие пари? Зошто се разграбуваат граѓаните? И на крајот, не дали, туку кога ќе биде акцијата на СЈО? Јавноста чека. Благодарам.